Продолжуваме понатаму. Следна точка е извештај на Општина Македонски Брод за резултатите од форумскиот процес. Јас би го поканила градоначалникот господинот Милосив Бојневски да ни ги каже сите резултати кои што ги постигнавме во овие 4 форумски сесии во Општина Македонски Брод. Повелете. Благодарам. Добар ден и од мене и најпрво да ги поздравам моите сограѓани, нашите гости, представникот на Швајцарската агенција за развој и соработка и извршниот директор од Македонскиот центар за меѓународна соработка во мое име и во име на Советот на Општина Македонски Брод. Најпрво, пред да почнеме со нашата презентација, сакам да се заблагодарам на моите сограѓани што прв пат зело активно учество за да учествуваат во формирање на буџетот на Општина Македонски Брод. Оваа година, јас како предлагач на Советот на Општина Македонски Брод е 6-ти буџет кој го предлагам и прв пат се влезени проекти од заинтересирани наши граѓани, од групи, од здруженија, кои ги видоа потребите на општината, потребите на нивните комши, на нивните роднини, така да направивме напори дел од вашите, не дел, туку 90% од вашите барања да влезат во буџетот, во формирање на буџетот, во предлог буџетот на Општина Македонски Брод. Врз основа на вашите предлози и барања, ние изготвивме програми. Тие програми влегоа на седница на Совет на Општина Македонски Брод. Тука сакам да се заблагодарам и на Советот на Општина Македонски Брод и благодарам и во ваше име што сите програми кои ги предложивме со мали измени и дополни ги прифатија и наша заедничка цел е Македонски Брод да се развива и гради како едно градско подрачје. Сега ќе одиме поред, ќе прикажеме како од вашите предлози влегоа во нашите програми. Од вкупно 14 предлози дадени овде од форумот на нашите сограѓани влегоа 9 на првата форумска сесија. Од третата форумска сесија од 29 влегоа 21 ваш предлог, а на четвртата од 24 влегоа 15 предлози кои вие ги предложивте овде како граѓани на Општина Македонски Брод. Предлозите дадени од граѓаните на првата, третата и четврта форумска сесија се вклучија во 8 програми кои ги изготви Општинската администрација на Општина, на локалната самоуправа на Општина Македонски Брод. Овие програми се достапни за сите наши сограѓани и можат која програма што содржи сите предлози. Еве ќе почнеме, првата програма е за развој на културата во Македонски Брод, каде се вклопени 12 ваши предлози. Сите овие предлози, програмите, како што кажам, се достапни, можете да ги видите и секој од вас ќе види неговиот предлог, дали е влезен, меѓутоа, кажам, 90% се вашите предлози прифатени. Втора програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и урбанизма. 9 прифатени предлози. Трета програма за заштита на животна средина и природа, 7 предлози. Програма за локален развој, 7 предлози. Програма за социјална заштита, 4 предлози. Програма за јавна чистота, 3 предлози. Програма за енергетска ефикасност, 2 предлози. И програма за јавно осветлување, 1 предлог. Сигурно и толку имало еден предлог и тој предлог е прифатен и како што кажам се влезени во нашите програми. Сега ќе одиме по конкретно предлози за произлезени од граѓаните на првата форумска сесија кои се вклучени во приоритетите за развој на Општина Македонски Брод за 2012 година. Слободно, додека објаснуваме кои се влезени од вашите предлози, доколку некој мисли неговиот предлог или предлогот од неговите сограѓани не е влезен, слободно прашајте, ќе објасниме зошто, но можам да кажам дека ние имаме желба сите ваши предлози да ги прифатиме, меѓутоа имавме предвид и нашите
можности, нашите финансиски средства кои ги прибира буџетот на општина Македонски Брод и тоа што го прифаќаме, сакаме и да го реализираме. Првиот предлог од првата форумска сесија е чистење на речното корито на реката Треска. Овој предлог е прифатен и ќе се реализира во 2012 година. Ние и досега имавме чистење на коритото на реката Треска и во оваа година имаме предвидено околу нашиот предлог е да се усвои 580.000 денари за да се доочисти речното корито на реката Треска, а дел надвор од овие средства ги обезбедува владата на Република Македонија, поточно Агенцијата за заштита и спасување и продолжуваат со чистење на коритото на реката Треска од почетокот на градот до излезот скоро до селото Суводово. Втор предлог кој е прифатен од вас поставување на јавни тоалети во централното градско подрачје. Вие знаете дека вакви тоалети имаше и претходно поставени, но ние ги срушивме, бидејќи не беа поставени на место каде што треба да бидат поставени со нашата програма. Тие се предвидени позади нашиот сега плоштад кој е изграден во текот на 2012 година ќе бидат изградени овие тоалети. Во нашиот буџет предвидуваме 230.000 денари, меѓутоа тука имаме најава ќе се вклучат и приватни бизнисмени кои имаат своји дојдени баш на централното градско подрачје и други бизнисмени кои се занимаваат посебно со ископ на минерални суровини. Третиот ваш предлог кој е прифатен е замена на уличните светилки со штетливи сијалици. Во моментов во фаза на изработка е стратегија за енергетска ефикасност на општина Македонски Брод. Јас тоа го кажав и на првата форумска сесија дека со ова стратегија општина Македонски Брод ќе заштеди доста средства кои ќе се употребуваат за други намени и повторно ќе повторам дека на годишно ниво нашата општина издвојува околу 6,5 милиони денари за осветлување, за улично осветлување во градот Македонски Брод и нашите 50 населени места. Со оваа стратегија планираме, нормално за тоа треба и Советот на општина Македонски Брод да донесе одлука да се вклучи јавно-приватно партнерство, со што нашата општина на годишно ниво би заштедувала околу 4 милиони денари, кои средства се огромни за споредба со нашиот буџет со кој располага нашата општина. Меѓутоа, нашата општина и со своји средства започна меѓу првите општини во Република Македонија да ги заменува овие сијалици. Тоа го направивме во централното градско подрачје, каде што со замена на 30 осветлени места, како за пример сакам да кажам, на годишно ниво негде се заштедува околу 80.000 денари. А замислете кога ќе го направиме тоа на околу 1600 светилки, улични светилки кои се најдуваат на нашите населени места. Како четврт предлог, уредување на централното градско подрачје на реката Треска, вклучително и Гејот. Тоа е подрачје која се најдува во централното наше градско подрачје на нашиот град Македонски Брод и овој предлог ќе биде еден од главните приоритети на општината, не само на општината, на нашите сограѓани, бидејќи нашата цел е овој проект да биде реализиран така што градот со изградбата на плоштадот го смени ликот, меѓутоа со изградбата на Гејот мислиме дека овој проект ќе го смени целосно нашиот лик на градот и позитивно ќе влијае не само за нашите сограѓани, бидејќи тука планираме да изградиме и патека, пешачка патека, амфитеатри и не само за нашите граѓани, тука ќе можат и други гости кои доаѓаат да престојуваат да ги користат убавините на реката Треска, ладовините и сите други приоритети кои ги има тука. Како пет ваш предлог прифатен во програмата е доасфалтирање на целата локална патна мрежа
во општина Македонски Брод. За овој предлог прифатен од ваша страна, веќе нашата општина има изработено урбанистички планови за изградба и за доасфалтирање на локалните патишта во општина Македонски Брод. Така да можам да најавам дека оваа година со сигурност ќе се градат 6 патни правци, 4 патни правци со средства од Светска банка, 2 патни правци со средства од Европска банка и сега кажувам дека овие средства со наши апликации ги обезбедивме, меѓутоа немаме обврска да ги враќаме, се враќаат од буџетот на Република Македонија и упатувам благодарност за владата на Република Македонија која ги прифати овие наши предлози, да ги врати овие средства, а со цел нашите сограѓани од нашите села да добијат модерни локални патишта. 6 предлог доставен на првата форумска сесија е изградба на комунална инфраструктура во индустријска зона на Македонски Брод. За изградбата на комуналната инфраструктура ние имаме сега ревизија на урбанистичкиот план на делот баш кај што ни е предвидена индустријската зона и со реализација, со усвојување на оваа ревизија на урбанистичкиот план и изградбата на комуналната инфраструктура во индустријската зона ќе отпочне со изградба нормално према средствата што ги имаме, што располага буџетот, меѓутоа прво е да добиеме со таа ревизија да ја регистрираме оваа индустријска зона. Седми проект за отварање на културно-историски етнолошки музеј, поточно Сарајево во Македонски Брод. Овој предлог предложен од ваша страна, прифатен во наша програма, мислиме дека ќе има значение, бидејќи нашите активности се Македонски Брод да се развива туристички, а Сарајево е како објект оставен од турско време каде живеел бегот, меѓутоа за сега живеат неколку фамилии тука, а Сарајево е отстапен од страна на државата на општина Македонски Брод. Се надеваме дека во текот на 2012 година ќе се изгради и социјалната зграда во Македонски Брод, за која има направено проект и идеен проект и изведен проект. Сега треба да се објави тендер за изведувач и спрема плановите на Министерството за транспорт и врски. 2012 година 10 семејства ќе добијат станови во оваа зграда, ќе настојуваме предност да добијат тие што живеат во Сарајево, така да ќе добиеме објект каде ќе можеме да отвориме и еден музеј кој му фали на градот Македонски Брод. Осми предлог – создавање на услови за ловен и други видови на алтернативен туризам. Како што гледате, мислам и сами читате, за сите овие ваши предлози ние предвидуваме и одредени средства кои се надеваме ќе ги издвоиме од буџетот на општина Македонски Брод, се со цел да се реализираат овие проекти. Така и за овој проект имаме издвоено средства околу 900.000 денари со цел да се подпомогне развојот на ловниот туризам, да се подпомогне ловното друштво Песјакот Македонски Брод, со кое правиме заеднички напори да дојде до концесија, бидејќи ја заслужува да ја добие. Во нашиот град, нашата општина има околу 800 ловци кои едно хоби во слободното време се занимаваат со лов. Сите напори ги правиме со председателот на ловното друштво и мислам дека ќе успееме, а ние ќе издвоиме и средства се со цел овој ловен туризам да добие приоритет во нашата општина. Како девети предлог, реконструкција на парните котли во основно училиште Свети Климент Охридски и средно општинско училиште Свети Наум Охридски. Ние ја знаеме ситуацијата, тие се котли направени со изградбата на училиштата и све си има свој век на траење, меѓутоа треба да се обезбедат и средства. Ние предвидовме во нашиот буџет и овој проект да се реализира и се надевам
Сите овие предвидени средства, да знаете, нема да бидат лично собрани од нашите собрањани, меѓутоа ние аплицираме до владини и невладини организации и се надеваме дека ќе ги добиеме средства се со цел овие програми да се реализираат. Тоа беа предлозите кои се прифатени во нашите програми од првата форумска сесија. Од третата форумска сесија исто така произлегува програми со ваши предлози кои се прифатени во нашите програми. Ќе почнеме прв предлог кој е прифатен во нашата програма е развивање на спелеолошки туризам. Овој предлог е предложен за реализација на програмата за локален економски развој на општина Македонски Брод, бидејќи повеќе за нашите гости да кажам дека во нашата општина има повеќе од 15 пештери ново откриени во кои не стапнава човечка нога, со идеален услов за развој на спелеолошкиот туризам и не случајно оваа година во нашата општина се одржа Балкански конгрес на спелеолозите и тоа во село Самоков. Што значи, имаме одлична перспектива за развој на овој спелеолошки туризам, но многу повеќе ќе постигнеме во третата фаза, кога целосно управување ќе премине и со располагање и управување со пештерите на локално ниво. Втор предлог прифатен подготовка на индустријска зона на општината. Овој предлог и во минатиот форумска сесија се спомна и кажав дека за овој предлог нашата општина ќе издвои околу 4.950.000 денари по пресметки направени се со цел да се доведе во една ситуација да можеме да доделуваме локации за развој на мали бизнеси, предпријатија, работилници, што значи ќе им дадеме можност на сите што сакаат да отворат свој бизнес со едно, со 2, 5 или 10 вработувања, се со цел да се обезбедат работни места за нашите најмлади сограѓани. Трет предлог, предложен од вас и прифатен е доасфалтирање и модернизација на останатите улици кои не се офатени со програмата за изградба и реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта за 2012 година. Вие и самите го пратите тоа дека Општина Македонски Брод, локалната самоуправа и јас како градоначалник најмногу од средствата од буџетот на Општина Македонски Брод во последните 6 години се потрошени за изградба и асфалтирање на улици во нашиот град. Тука имаат право и да ни се лутат можда во нашите 50 населени места што сите средства се вложуваат буквално 90% можам да кажам во населеното место во Македонски Брод, меѓутоа тоа го правиме затоа што па тука и живеат 90% од населението и најголемите приходи доаѓаат од тука, меѓутоа ние не ги забораваме и затоа успеваме, како што кажам, со донации од владата, од други невладени организации, еве и тие населени места да ги асфалтираме и тие да ги уживаат благодетите на општината и на владата на Република Македонија. Проект за развој на селски туризам, реновирање на стари автентични куќи. И овој предлог е прифатен е во програмата, меѓутоа средствата што може да ги вложи општината се минимални и во нашиот буџет, како што гледате, имаме предвидено 420.000 денари и секогаш кажувам дека со нашите средства се многу мали, меѓутоа затоа е тука општинската администрација која е доста успешна и пред вас, моите сограѓани, сакам да ја похвалам, учествуваат, аплицираат и секаде добиваме меѓу првите општини во Република Македонија што ги добиваме сите проекти и мислам ќе продолжиме и понатака професионално се со цел за платите што ги добиваат од буџетот на општина Македонски Брод да ги оправдаат и со кренати глави да поминуваат и тие и јас помеѓу вас, нашите сограѓани. Предлози дадени на третата форумска сесија
Прв предлог развивање на спелеолошки туризам. Јас претходно малку кажав дека нашата општина за овој отворање на музеј во општина Македонски Брод и адаптирање на Сарајево во Македонски Брод за зачувување на културно наследство. Тоа го кажав, мислам и претходно, дека Сарајево не е единствен таков објект и се надаваме дека наредната година со изградбата на социјалната зграда и овој објект ќе биде пуштен во употреба. Седми предлог од вас са прифатен во нашите програми е прогласување на великденски кули кои се уникатни на Балканот и пошироко за бренд на Македонски Брод. Великденските кули вистински се уникатни кај нас и не треба ние да ги прогласуваме како бренд, сами се прогласени со самото тоа што се единствени и ќе продолжиме ние традицијата на нашите предци да ја продолжиме и понатака. Тука сакам да кажам за нашите гости што значат великденските кули, кога било најтешко на нашите во турското робство, еден ден успеале со неколку товари злато да обезбедат еден ден во годината и тоа на втор великден, да се прават тие кули каде што долу носители ќе бидат турците, а на нив качени македонците, нашето население, и така се движеле од центарот на старото село до еден мини площад, каде што имало и веселба, заради тоа што успеале да го направат, и затоа викам, тоа си е бренд, не треба да се прогласи, туку си е остварен нашиот бренд, да си ја продолжиме нашата традиција и да продолжиме и натака да ги носиме и да ги славиме великденските кули. Хепенинг по повод 7 септември, ослободување на Македонски Брод. Исто така за 7 септември секој ослободување се слави, така и на нашиот град 7 септември е ден кога се ослободиле партизаните, кога го ослободиле нашиот град Македонски Брод. И секоја година символично го прославуваме, ги собираме нашите сограѓани, ги собираме нашите најмлади со учениците во основното, во средното училиште, одржуваме мини представи, да им кажеме што значи овој наш ден, што значи 7 септември, така да и 7 септември е ден кој треба да се памети, бидејќи ден во народно-ослободителната борба познат за Македонски Брод. Девети предлог има организација на Ракија Фест, покрај другите манифестации како што се носење на великденски кули, костанијадата, кои ни се брендови на нашата општина. Одлучивме и за овој фест, Ракија Фест, да биде прифатен, бидејќи на територијата на Македонија се одржуваат Ракија Фест, меѓутоа ракија подготвена од грозје, а нашето поднебје е познато под ракија од сливи. Па затоа може и по ова да покажеме што успева во нашиот крај, дека може и од сливите да се прави добра ракија и да биде карактеристично за Република Македонија. Изградба на рекреативни патеки за стари лица и инвалиди. Овој предлог исто така, кој беше предложен од вас, е прифатен во нашата програма. Имаме предвидено минимални средства кои се предвидуваат за расчистување на патеки, меѓутоа имаме во други програми предвидено средства за поставување на бекатон плочки и тие патеки исто ќе може да ги користат овие стари лица и инвалиди, така да заедно се со цел да сватите дека и за тоа сакаме да издвоиме средства, го прифативме и овој ваш предлог. Организирање на трибина за едукација против зависности. Нормално ја прифативме со задоволство, го прифативме овој предлог, бидејќи тоа го правиме секојдневно со нашите професори по училиштата, со наставниците, нашата администрација и од најмалите, од градинката, од домот на културата, делуваме на нашите најмлади да се изградуваат здраво, духовно
да ги избегаваат овие пороци. Центарот за социјални работи, ние во соработка. Значи и тука имаме активности, меѓутоа и вашиот предлог го прифативме се со цел да видите дека сакаме да соработуваме со вас и издвоивме мали средства повеќе за изработка на флаери, да бидат поделени помеѓу учениците и населението кое живее во нашите населени места. 12 предлог прифатен организирање на хуманитарни акции со цел да се обезбедат финансиски средства за помош на ранливи групи на население. Овој предлог е предложен за реализација во програмата за социјална заштита на општина Македонски Брод, која програма за прв пат оваа година нашата администрација ја изработи и доби согласност од Министерството за труд и социјала на Република Македонија. Тоа ќе биде и сега е наша обврска, меѓутоа со преминување во третата фаза, кога и Центарот за социјални работи ќе потпадне на локално ниво, ќе имаме повеќе активности, повеќе соработка, меѓутоа соработката досегашна ќе продолжи и понатака. 13 предлог обезбедување на бесплатен превоз на социјално загрозени семејства од населените места на општина Македонски Брод до градот. Ова и досега го правевме, меѓутоа го правевме кога имаме некои манифестации, кога имавме, например, форумски сесии, локалната самоуправа обезбедуваше средства нашите сограѓани да дојдат од населените места. Значи и досега сме го правиле, ќе продолжиме и понатака. Овдека ставено е само за стари лица, меѓутоа нашите сограѓани знаат повеќе за нашите гости. Нашата општина е меѓу првите, можеби и прва, за нашите најмали деца да дојдат до градинката, обезбедува бесплатен превоз со воспитач и шофер, ги земаат најмалите деца од нивните домови, да ги донесат во градинката, бидејќи сметаме дека најмладите треба да се грижи некој за нив, а секако нема да ги заборавиме и старите, ќе ја продолжиме ова намена на средства не само на најмалите, туку и на старите возрастни лица. 14 предлог поставување на контейнери за селективен отпад, пластика, стакло и хартија. Овој ваш предлог веќе е во наша реализација и со средства од нашиот југозападен регион веќе од наредните денови, наредната недела ќе бидат поставени овие контейнери. Нашиот град до наредниот петок ќе добие 18 контейнери, посебно за издвојување на пластика, стакло и весници. Така да ние одиме напред, меѓутоа еве еден дел издвоивме во нашиот буџет околу 40.000 денари за изработка на флаери и плакати, да знаат зошто ќе служат овие контейнери. Акција за избор на најдобро уреден двор. Мислам дека овој предлог е добар и во нашиот буџет ќе предвидиме средства со минимална награда, не со тоа да ги збогатиме нашите сограѓани, само да имаат иницијатива, да знаат дека ќе бидат прогласени, а ќе добијат и минимална награда и мислам повеќе ќе им значи тоа што ќе се каже кој е најдобро уредениот двор, отколку овие финансиски средства. Меѓутоа го прифативме вашиот предлог и се надевам дека наредна година и ќе го реализираме. Подобрување на хортикултурно редување во општина Македонски Брод. Исто и овој предлог е предложен за реализација во програма за заштита на животната средина за 2012 година во Македонски Брод. И на тоа поле работиме ова хортикултурно уредување да го подобриме, така да го користиме денот на дрвото во соработка со шумското стопанство, дел од нивните насади ги користиме во градот, ги делиме по училиштата, по градинките, во нивните дворови да засадат дрвца. Еве во ова основно училиште кај што се најдуваме сега има уредување на дворот, се засадува зелена трева, се посадија 26 среши,
во чест на нашиот Тоше, така да и на ова поле сме активни, меѓутоа треба и сите граѓани секој самостојно да делува и да го разбавува нашиот град. 17. предлог – едукација на граѓаните и подигнување на јавната свест за значењето на животната средина со одржување на трибини и изработка на флаери. И овој предлог влезе во нашата програма и самиот кажува дека овие средства минимални, 30.000 денари, ќе бидат употребени за изработка на овие флаери и проспекти, се со цел да се укаже и на нашите најстари да знаат, да се едуцираат, се со цел да се заштити нашата средина. 18. предлог – поставување на знаци за забрана и фрлање на отпад на места каде што се појавуваат диви депонии. Јас на минатата сесија кажав, поточно на првата сесија, дека дивите депонии успеваме да ги расчистиме, добиваме поддршка и сега ќе кажам за тоа добивме поддршка од норвешката амбасада, од германската амбасада, бидејќи нашата територија не е само градот Македонски Брод, успеавме да расчистиме диви депонии спрема селото Требино, спрема селото Ижишта, кај населеното место Самоков, така да кои беа вистински грозни тие депонии успеавме да ги расчистиме, меѓутоа поставувањето на знаци го прифативме како ваш предлог и ќе ги поставиме тие знаци дека е забрането фрлање на шут на диви депонии. 19. предлог – организирање на акција за отстранување на дивите депонии. Мислам, овој предлог се повторува, меѓутоа нашата цел беше да се прифати дека во континуитет, предходно беше за изработка на флаери, овдека, а доколку се откријат нови диви депонии, издвоивме околу 300.000 денари и тие да бидат расчистени со наши средства. Поставување на контейнери по селата со цел да се обезбеди чист простор за живот. Овој тип на активности тековно се реализира во програмата за јавна чистота на општина Македонски Брод, а се реализира во соработка со водовод и канализација. Тука сакам да најавам за вас дека по нова година ова предпријатие ќе се издвои на две предпријатија и ќе имаме предпријатие кое ќе се занимава само со хигиена, чистење на просторот во Македонски Брод, Самоков и сите населени места до кои ќе успееме да стигнат нашите возила од комунална хигиена, ќе биде називот на нашето ново предпријатие. И како што кажав, целта ни е не само градот и нашите села да бидат чисти и заштитени. 21. предлог – поставување корпи за отпадоци. Овдека гледате минимални средства од 40.000 денари. Тие се средства за корпи кои ќе се поставуваат 5 литарски во градот за поминувачите, за најмал отпадок да можат да го постават, а иначе, како што кажав, градот не обезбеден со контейнери, наредната недела и другите контейнери, и затоа сумата е минимална, бидејќи се работи за мини корпи. Предлози произлезени од граѓаните од четвртата форумска сесија кои се вклучени во програмите на општина Македонски Брод за 2012 година. Прв предлог кој е прифатен е асфалтирање на трет крак на улица Илинденска. Овој предлог е предложен за реализација за програма за изградба, меѓутоа овде да кажам дека овој ќе почне да се реализира уште во 2011 година, затоа што Советот на општина Македонски Брод донесе одлука уште во текот на оваа година да отпочнеме со изградба на овој крак на улица Илинденска. Поставување на бекатон плочки на тротоарите каде што нема. Оваа година поставивме на 4 патеки кои ги поврзуваат од една до друга улица во Македонски Брод. Наредната година ќе продолжиме и ќе продолжиме со тротоарот
од кај болницата до црквата, од десната страна со поставување на бетон плочки, така и тој дел ќе добие тротоар со пешачка патека. Санирање на постојните улици во согласување на нивелетата со постојни шахти. И на овој проект можам да кажам веќе дека работиме. Фирмата Пелатранс која ги асфалтира улиците, заедно со нашите вработени денес да на терен со одделението за урбанизам и во новата асфалтирана населба во Лоштица, каде пред кратко време завршивме со асфалтирање, од денес почнуваат со нивелирање на тие шахти и решетки кои треба да се постават, се со цел водата која стои на улиците да се пренесе до каналот Лоштица кој поминува во населбата Лоштица. Изградба на тротоар од левата страна на улица Партизанска и поставување на нов слој на асфалт. Тоа е улицата од мостот до болницата, која улица има потреба од мали средства за реконструкција, меѓутоа знаете ние прво одиме да ги доасфалтираме нашите улици каде живеат нашите сограѓани кои се уште газат кал, иако се малу, меѓутоа ќе им дадеме предност. И за оваа ставка издвоивме околу 450.000 денари. Мислиме дека дел ќе извршиме реконструкција, посебно крпење каде што е оштетена улицата Партизанска. Набавка на приклучна опрема за чистење на снег. Исто овој предлог нашите сограѓани нормално дека ги знаат и проблемите на локалната самоуправа. Предлог е и нас од локалната администрација. Потреба ќе издвоиме околу 480.000 денари во соработка со водовод и канализација, бидејќи имаме основни средства, само додатна опрема да се набави и да можат неопходно да ги чистат нашите улици. Шести предлог, реновирање на оштетените делови на каналот на улиците Илија Егески, Цветан и Партизанска, со што истиот ќе биде ставен во функција. Овој предлог тековно се реализира од страна ЈП Водовод и канализација во програмата за изградба, одржување и заштита на локални патишта, така што ЈП Водовод и канализација овие оштетени делови од каналот, посебно сите сме сведоци, капаците кои некогаш се изградени, можда и поминал векот на трајање, можда и со познат материјал, пропаѓаат, се кршат, но затоа со наши средства Водовод и канализација врши обнова и така настојуваме да секој оштетен дел од каналот навреме биде и саниран. Свечено организирање за дочек на нова година на градскиот плоштад, обновување на постојачките светилки. За овој предложен проект ние го прифативме, меѓутоа треба интересот да се пројави од нашите најмлади. Доколку има интерес, верувајте, локалната самоуправа ќе учествува и со своји средства со цел да им организира забава. Меѓутоа, досега од нашето искуство немало интерес помеѓу нашите млади, а доколку пројават интерес, еве вашиот предлог ние го ставивме и на располагање сме и да организираме забави и да донесеме групи. Меѓутоа, како што кажав, интересот да се појави од најмладите наши сограѓани. Обновување на детскиот фестивал Распеано Бродче. Знаете дека кај нас пред неколку години почна да се одржува овој фестивал, меѓутоа не знам од кои причини престана со реализација понатака и како ваш предлог и наш како локална самоуправа го прифативме и мислиме дека е добро нешто што било успешно да продолжи понатака. Со организаторите на овој фестивал ние сме во постојан контакт и еве за ова година ќе предвидиме во буџетот околу 300.000 денари и се надевам дека наредната година и овој фестивал ќе обстои во градот Македонски Брод. Девети предлог, проект
за поддршка и организирање на традиционална ликовна колонија. Овој предлог, предложен од ваша страна, е влезен во програмата за култура на општина Македонски Брод. Ние и досега за овие ликовни колонии издвојувавме средства, се организира во соработка со Домот на културата, во соработка со организирањето на великденски кули. Меѓутоа спремни сме и како посебна колонија, доколку има интерес, да дадеме поддршка, а тоа треба да произлезе од нашите уметници кои ги има тука во Македонски Брод, а ние сме тука да им ја дадеме поддршката. Поголема поддршка од страна на општината во однос на манифестацијата фрлање на крстот за време на празникот Водици. Овој христијански, најголем христијански празник се прославува на целата наша територија, речиси во сите 50 населени места се прославува празникот Водици и тука локалната самоуправа може да се похвали во последните 6 години дека сме организатори на фрлање на крстот заедно со Македонската православна црква. Општината е генерален спонзор и набавува сите телевизори кои се доделуваат за тој што ќе го фати крстот, организира топлење на ракија заедно со водовод и канализација. Меѓутоа, како што кажав, општината е финансиски покровител и спонзор. Оваа година имаме уште од 2 населени места каде што сакаат да го фрлаат крстот и нив ќе ги вклучиме и за нив ќе обезбедиме и телевизори и топла ракија, така да општината сака да ги поддржи сите наши манифестации и традиции од нашите предци кои останале и денес. 11 предлог, отворање на градска читална. За овој предлог, како предлог од вас, нашите сограѓани, прифативме дека треба да биде предложен во програмата за развој на културата, е предложен и усвоен од Советот на општина Македонски Брод и тука сакаме да ги искористиме капацитетите на Домот на културата во Македонски Брод, каде постојат сите книги. Наша поддршка ќе биде една просторија да се адаптира во Домот на културата, да можат како капче да дојдат и помлади и повозрастни, доколку сакат да прочитаат некоја книга, да им обезбедиме простор во Домот на културата. 12 предлог, да се прошири културната манифестација Великденски кули во смисла на поканување на гости и учесници од други места во Македонија. Јас и претходно кажав дека овој предлог се повторува и прифатен од нас гости, можда најмногу гости во текот на оваа година кога ги одржувавме Великденските кули на спортските терени, имаше повеќе од 1000 гости. Наша цел е да доаѓаат што повеќе, а ние ќе вршиме афирмација на Великденски кули и сакаме и наша цел е што повеќе гости да доаѓаат. 13 предлог е финансиска поддршка на Кут 7 септември за поголема афирмација на народното творештво од нашиот крај. И овој предлог го прифативме и тука ќе видите дека има минимални средства, меѓутоа не се само тие средства и кога носевме програмата имаше забелешка од нашите советници, од некој советник дека се мали средствата за ова културно-уметничко друштво, но ние издвојуваме средства и за Костенијадата, и за Великденски кули во склоп на тие манифестации и за културно-уметничкото друштво. Така да овие средства се дополнителни, доколку треба нешто да се набави опрема за игроварците или некој инструмент, а иначе поддршката ја има целосно преку нашите манифестации. 14 предлог, одржување на традицијата Великденски кули со паралелно одржување на ликовна колонија. Тоа ќе значи збогатување на културните традиции од нашиот крај со ликовна колонија, поголема промоција на нашиот обичај во светот. За ова веќе зборев и мислам нема потреба да се повторуваме. Нашата поддршка за Великденските кули
je ogromna, ќе продолжи понатака. Можам да кажам и дека и Советот на општина Македонски Брод и нашата администрација даваат подршка и веќе се станат и бренд, а не да станат понатака. Јас ви благодарам и да успееме да го